Јас ќе почнам со формалниот дел, бидејќи сум тука како представник на Цивика Мобилитас, односно МЦМС кој го спроведува тој програм на швајцарската амбасада и кој во изминатите 4 години додели 232 гранта за граѓански организации за правење на општествени промени кои се надевам се случија и се направија во овие години. Овој последен пакет од некои 12 проекти во кои влета и Цивил како една од подобрите спроведувачи на грантовите во програмата во претходниот период, дојде како резултат на заштеда на средствата кои беа достапни, а не се доискористија и се отвори можност за неколку вакви мали проекти во текот на летото. И ова беше еден од нив. Секако изборот падна и заради интересниот наслов, особено во однос на актуелната тема околу договорот со Грција и престојниот референдум. Тоа би го спомнал следно на кратко, иако би задржал повеќе простор за говорниците кои беа предвидени за ова, а евентуално би коментирал јас повеќе понатаму. Може би само би почнал да испровоцирам дебатата како што ми препорача колегите. Во разговори сега со околу целава ситуација, едната оценка е за дека после толку години успеавме да направиме договор со Грција. За жал не успеавме меѓу себе да се договориме. Рефлектиравме најмногу на тоа што ВМРО ДПМН и СДСМ не успеа да па и за едно референдумско прашање се договорат, а камоли за повеќе. Меѓутоа жално што веројатно ги пропуштивме сите овие години, можеби како граѓанско општество да помуабетиме за патриотизмот и особено кога беше актуелно у претходната влада поделбата патриоти и предавници, да всушност ја отвориме таа дебата и ги изградиме позициите на Република Македонија во однос на овој спор. Сега бидна тоа што бидна и сме во оваа ситуација во која сме и за жал пак поделбата е повеќе тука внатрешно отколку што сега имаме разлики со Република Грција. И пак се појавува таа иста дилема патриоти или предавници, што е попатриотски во оваа ситуација да се направи, бидејќи по мене едниот и другиот избор не е баш добар, дека не се од една страна не би рекол што губиме, што добиваме, ама сигурен сум дека ако имаше договор меѓу партиите претходно, дека можевме да добиеме подобар договор. Сега сум сигурен дека од овој подобар нема да може да добиеме, бидејќи сега се тие објавените позиции. Од друга страна, велам дека е добро што имаме договор, па барем знаеме за што зборуваме сега и мислам дека сме ставени пред незгоден или тежок избор да вагаме дали придобивките кои ги нуди договорот со Грција, односно предстојното членство во НАТО и надежта дека за 10 години можеби ќе станеме членки на Европска унија, се доволни за жртвата која правиме. Жртва во смисла не би одел во други детали, туку како граѓански организации кои 20 години сме се расправале, тука сме воведувале европски вредности и слично. По мене има проблем со самиот договор точно со тие европски вредности, односно она што најчесто ни коментираат владење на правото или rule of law, дека самиот договор не го почитува тоа, дека секако не е праведен и тоа сите го чувствуваме, но јасно ни е дека таква е ситуацијата, такви се политиките и дека затоа е по мене тежок изборот на секој од нас и ќе видиме како тоа ќе се рефлектира на самиот ден на референдумот. Ја можем да, бидејќи правевме две анкети, да реферирам и на клучната разлика меѓу тие две. Има отприлика стабилна поддршка за опцијата за, околу 41%, кое па не е доволно за цензусот на референдумот. Нашата проценка од последната анкета е дека околу 46% може да се очекува, иако 58% рекле ќе излезат, ама нели сите ние викаме ќе направиме, ама кога ќе треба направиме, не се случува така. Истото ни го покажува и Брексит, каде што таму има регистрација за гласање за секои избори и таму се регистрирале од 65 милиони граѓани, 45 се регистрирале дека ќе гласаат на Брексит, ама излегле само 33, 12 милиони не излегле дента,
зашто врнало, зашто вакво било, такво било. И на крај резултатот беше 17 спрема 16 милиони, значи тие 17 одлучија за 65. И затоа и како граѓанска организација и МЦМС и партнерските организации, па и повеќето цивика мобилите секогаш сме застапувале дека луѓето кои има веќе можности и права треба да го искористат. За жал не се и тоа е дел од поделбите на како ќе се постапи во однос на референдумот, да некои веројатно партиски математики пресудиат да нема јасна борба како што беше за Брексит, за и против, туку се отвори заради неодлучност, особено на ВМРО ДПМН, се отвори простори за трета опција, која во втората анкета се покажа дека добива на сила, односно разликата меѓу двете анкети беше дека наместо 35% што беа против и 12% за бојкот при првата анкета, во втората само 8% беа против, а се покачи на 29% граѓани кои би бојкотирале се, значи има јасно прелевање за тој месец дена во бојкотирам. Затоа е интересно како ќе бидат овие преостанати денови до референдумот, бидејќи има простори за убедување на луѓето што се уште неопределени да излезат на гласање, но од друга страна има простори кај овие што биле против да евентуално преминат на страната на бојкот. И дилема која нели за нас се поставува како организација како да се делува. МЦМС и Цивика се неутрални во однос на изјаснувањето на гласачите, но сметаат дека треба да се излезе на гласање. Од друга страна, легитимна тактика е и таа, бидејќи имаме и преседан од претходниот референдум со слична ситуација. Пак ќе речем жално што тоа се случи, наместо да има јасно изразување на ова што сите викаме дека е најважно прашање, нема да се случи тоа очигледно. Гласот за сигурно ќе победи на референдумот, прашањето се ствари борбата, дали ќе се постигне цензусот и што потоа.